Од 11 до 13 јули во Пехчево се одржува 15-тото јубилејно издание на единствениот фестивал на дувачки оркестри во нашава земја, Пехчевски Павловден 2025. По повод празникот на градот Павловден и оваа година 3 дена богата музичка програма со најдобрите музички оркестри од земјава и од регионот ќе ја забавуваат многобројната публика. Нешто повеќе за јубилејното фестивалско издание во продолжение дознаваме преку разговорот со Илица Јовевска, советник за локален економски развој во општина Пехчево. Илица, пред се здраво и честитки по повод јубилејното издание на фестивалот. Здраво, Ирина, благодарам за честитките. Чест и задоволство е да се направи 15-то јубилејно издание на овој фестивал, единствен на дувачки оркестри во Македонија. Една убава традиција која што во срцето на Малешевијата се негува деценија и пол и оваа година ќе собере голем број посетители од земјава, затоа што и овој пат нуди една извонредна програма на која што ќе се представат најдобрите дувачки оркестри од регионот. Тоа се оркестри кои што многу пати се закитиле со главни награди на најпознатиот светски трубачки фестивал во Гуча, соседна Србија. Така е, оваа година по повод 15 години од постоењето на нашиот фестивал одлучивме сцената да им ја препуштиме на дувачките оркестри, да покажат што знаат и што умеат и нормално да ја забавуваат целокупната публика која што во периодот од 11 до 13 јули ќе биде во Пехчево и секој кој што го носи патот на кај истокот нека повели во Пехчево да ужива во прекрасните звуци и музиката на дувачките оркестри. Фестивалот започнува на 11 навечер со почеток во 20 часот. Што ќе се случува на фестивалската сцена на тој прв фестивалски ден? На првиот фестивалски ден на 11 јули фестивалот ќе биде отворен од наш локален бенд, Кверкус бенд. Тоа се млади таленти кои што учат музичко училиште и кои што сакаат нивниот талент да го покажат пред публиката. Потоа продолжуваме со виртуозот на дувачките инструменти од Македонија. Тоа се Џамбо Агушеви, добро познати како во Македонија, така и насекаде во светот. Потоа програмата продолжува со Дејан Петрович Биг Бенд од Република Србија. Тој беше наш гостин и минатата година, но по барање на публиката, по барање на сите кои што минатата година го слушаа, одлучивме и оваа година да му ја отстапиме сцената, а потоа во доцните вечерни часови нормално ние посветуваме внимание и сакаме да ја задоволиме публиката и најмладата публика. Тука е диџеј Боно за најмладите кои што ќе ги забавува до раните утрински часови. Она што исто ќе го одбележи првиот фестивалски ден на ова јубилејно издание на фестивалот на дувачки оркестри и етносајмот Пехчевски Павловден, кој што исто ќе биде свечано отворен во петокот на 11 јули. Да, така е, до предминатата година ние етносајмот го организиравме само на 13 јули по повод денот на градот Павловден, но оваа година одлучивме сите три фестивалски денови да ги посветиме како на фестивалот на дувачки оркестри, така и на етносајмот Пехчевски Павловден, кој оваа година ќе се одржи по 17 пат. Ќе бидат изложени голем број на традиционални производи, ракотворби, традиционална храна, како од нашиот регион, така и од цела Македонија. Ќе имаме гости во недела на 13 јули и од Република Бугарија. Сега да преминеме на саботата, односно вториот фестивалски ден, после тоа свечено отворање и убавата богата програма што ја навивме за 11 и следува вториот ден кога практично и ќе ги видиме најдобрите оркестри кои што успеа да ги освојат сите награди на фестивалот во Гуча, Србија. Така е, во сабота почнуваме во 20 часот. Наши гости ќе бидат дечињата од детскиот фестивал Поточиња. Сепак, како што кажав, сакаме да посветиме внимание на сите. Потоа програмата продолжува со победникот од минатата година во Гуча, Република Србија. Тоа е оркестарот на Владимир Ивановиќ. И продолжуваме со еден интересен оркестар, каде што оркестарот го води жена трубач, тоа е Даниела Веселиновиќ. Тие ќе бидат оваа година наши гости. И за крај, нормално, нашите долгогодишни соработници, Brass Brothers, кои што нема да ја пропуштат и оваа година нема да го пропуштат фестивалот на дувачки оркестри, така да до раните утрински часови тие ќе ја забавуваат нашата публика.
Бидејќи сум имала можност да присуствам на овие фестивалски вечери, атмосферата на вистина секогаш е толку убава, толку е весела и динамична програмата, а кога ќе се земе во предвид и убавиот воздух кој што го има Пехчево над морската височина од 1000 метри, на вистина е одлична можност да се помине еден убав и незаборавен викенд. Празникот на градот, како што спомнавте, е 13 јули, односно Павлов ден. Тој ден ќе започне со црковна литургија во чест на празникот, но и за време на самиот ден секако ќе има активности на плоштадот во Пехчево. Нормално, тука продолжува програмата. На 13 јули, односно сам ден Павлов ден, ќе имаме програма од културно-уметнички друштва, сепак да ја понегуваме и традицијата. И во 14 часот традиционално имаме црковен ручек во црквата Свети Петар и Павле. Така. И освен црковниот ручек, секако на плоштадот во Пехчево ќе се представат повеќе културно-уметнички друштва. Кои се оваа година учествува на програмата? Оваа година ќе настапат културно-уметничкото друштво Димитар Беровски од Берово, културно-уметничкото друштво од Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров Делчево. Потоа ќе бидат тука културно-уметничкото друштво Љупчо Сантов и културно-уметничкото друштво од Благоевград, Искрици, Република Бугарија, кои што се долгогодишни наши соработници, посетители на фестивалот на дувачки оркестри и наши локални пејачи, господинот Спиро Трајановски со неговите браќа, кои што ја негуваат традицијата од Малешевско-пијаничкиот крај. Многу причини за посетителите да го посетат Пехчево викендот од 11 до 13 јули. Општина Пехчево е организатор на овој посебен и единствен фестивал на дувачки оркестри во нашава земја. Мала екипа сте, но мощна, вредна и настојувате секоја година фестивалот на вистина да нуди се побогата, поодбрана програма и прераснува во еден вистински македонски бренд. Благодарам за убавите зборови. Да, ние сепак мала екипа за организација, но вредни и успеваме на некој начин да организираме еден ваков прекрасен, голем и убав фестивал, фестивал на дувачки оркестри, да ја понегуваме традицијата на дувачките оркестри кои што сепак потекнува токму од Малешевскиот регион. Илица, благодарам за ова интервју. Ви посакувам успешна реализација на ова јубилејно фестивалско издание, а без сомнение сите што ќе дојдат и што ќе бидат во Пехчево тие денови ќе се заменат со прекрасни доживувања и спомени од фестивалот. Ви благодарам на поканата и да ја искористам оваа прилика да ги поканам сите кои што се во можност викендот од 11 до 13 јули да повелат во Пехчево и да уживаат во прекрасната програма. Благодарам уште еднаш.